3 пати се зголемени трошоците за репроматеријали, за семенски материјал, минерални ѓубрива, нафта, заштитни средства, амбалажа и друго. Земјоделците кромидот го продаваат за 5 денари, а ги чини 6 денари од килограм. Од вкупното производство се откупени само 25%. Индустриското јаболко го продаваат за 1 денар за работка, дури нема и кој да го откупи, ниту пак постои откупен центар или ладилници за чување. Дури не им е исплатена оштета за штетите од град што го зафатија преспанскиот регион. Субвенциите на лозарите не се целосно исплатени и покрај ветувањата на власта дека тој ќе го исполни. Пченицата се откупува за 8 денари од килограм. Земјоделците не ја продаваат, туку ја користат за исхрана на добитокот. Истовремено, државата увезува пченица за 15 денари од килограм. Кого таа штити? Еве кого. Пченицата од стокови резерви се продава на фирми блиски до ДПМНЕ по 7 денари од килограм, иако истата е увезена од Србија за полнење на стокови резерви по 13 до 15 денари од килограм. Деновиве овие фирми ја продаваат во Албанија по 12,5 денари. Криминал тежок, оштетени стокови резерви. Малешевскиот компир нема пласман, никој не го откупува, а се увезува од европски земји. Само 2 до 5% од вкупното производство се продадени на градските пазари, а цената е едва 6 до 8 денари по килограм. Јагнињата кои се откупени во април минатата година се уште не се исплатени по договорената цена за 140 до 160 денари од килограм. Од болеста син јазик се угинати околу 30.000 овци кои чинат по 100 евра и целата штета изнесува околу 3 милиони евра. Ниската откупна цена на млекото од 15 до 18 денари од литар се заканува да го намали и онака намалениот број на крави. Оваа влада не умее да го зачува добиточниот фонд. Дури сега се сети дека добиточната храна била многу важна во сточарството, па ќе субвенционира во системот капка по капка за зголемување на приносите. Сега се сети дека крајниот производ во сточарството започнува со добиточна храна и најмногу зависи од неа, бидејќи таа е најголемиот трошок. Оваа влада нема ниту сериозна анализа, ниту сериозен план колку и како Македонија произведува добиточна храна. Затоа нејзиното производство опаѓа, а увозот изнесува 50 до 85% од потребите или околу 25 милиони евра годишно. Почитувани граѓани, Социјалдемократскиот сојуз има решенија за итно зголемување на добиточниот фонд. Тоа се ослободување од данок на добивка во период од 5 години за отварање сточарска фарма, доделување државно земјоделско земјиште на сточарите за производство на поевтина добиточна храна со цел зголемување на стадата, субвенционирање на производството на кабаста храна и поддршка за мигрирање на добитокот во летниот период со доделување по 3 евра за овца или коза.